149 припадници на оваа бригада, заедно со најстариот национален представник и двајца штабни офицери заменуваат во оваа мисија. Погледнете го прилогот. Касарната Јане Сандански во Штип денес ги собра роднините и пријателите на 149 припадници на првата механизирана пешадиска бригада, за да ги испратат своите најблиски на 6-месечна мировна мисија ИСАФ во Авганистан. Емоциите измешани и силни. Ние воглавно нашата мисија е обезбедување на главниот штаб на силите на ИСАФ во Авганистан, во градот Кабул. Колку војници заменуваат? Има доволно војници за извршување на оваа мисија според потребите и задачите кои произлегуваат од самата мисија. Вие прв пат одите таму? Да, јас сум прв пат и како командант на контингент на мисијата ИСАФ. Јас заминувам како командир на ВОД, представник од првиот механизиран пешадиски батальон. Ќе се трудам да ги исполниме сите доверени задачи од страна на нашата претпоставена команда од нашата чета и ќе се трудам и ќе се грижам за мојот персонал што заминува со мене. Еве, пред да заминете, слушнавте ли некакви искуства од претходните што биле во Авганистан? Прв пат ли вие? Прв пат се упатувам на мирна мисија и во целост ги применивме сите научени лекции од претходните контингенти. Овака ли сакам да нагласам дека ми представува голема чест, гордост и задоволство од една страна, меѓутоа од друга страна и голема одговорност и предизвик да се биде дел од контингентот во извршување на дадената мисија. Подготвени се персоналот, мислам, од досегашните обуки претходни, од научените лекции од претходните колеги кои што беа во мисија и мислам дека сме подготвени за извршување на мисија. Прв пат и вие заминувате? Да, прв пат. Ова е веќе моје второ учество во мисијата ИСАФ во Авганистан, така да веќе знам што ме очекува. Веќе поминато нешто. Семејството еве како прифаќа? Јас уште пред да се вработам во армијата бев свесна што бара мојата работа од мене, така да тоа е моја одлука. А моите дома како тоа го прифаќаат, ќе мораат да се помират за тоа. Многу убаво. Многу добро се фалеше многу. Сега ќе видиме здравје со Господ напред. Какво е чувството еве што имате ќерка војник? Големо. Она е малку поспецифична и е родена за војник со многу одликувања до сега. И од НАТО, и од македонска армија. Сретни сме што имаме војник да ја представува нашата македонска земја, Македонија во НАТО и Европската унија. Иначе тука сме со фамилијата, со неговиот син Јован. Прв пат ли од? Да, прв пат. Од каде сте вие? Ние сме од Куманов. А што сте имали на војник? Јас сум мајка, неговиот брат, татко. Ова му е неговата. Нашиот син има 28 години. Кој си вика? Сум Божиновска. Колку време е веќе во армијата? Веќе 4 години. Ова е прва мисија? Прва мисија. Им пожелувам среќа, успех, да се живи здрави, да се вратат успешни во работата. Авганистан е далеку, но афганистанскиот народ ни е близок и пријателски. Затоа бидете достоинствени и трудете се да го чувате ликот на припадникот на армијата на Република Македонија. Вака денес командантот на првата механизирана пешадиска бригада Димче Петровски ги поздрави контингентот кој заминува во мисијата ИСАФ. Првата механизирана пешадиска бригада, чии припадници популарно се наречени Скорпии, по петти пат испатуваат единица од ранг на чета за извршување на задачи и надзор од територијата на Република Македонија. Секогаш досега задачите биле безпрекорно извршувани, за што сме добивале признанија од домашни и странски авторитети. Јас сум сигурен дека така ќе биде и овој пат, а таа сигурност ја темелам на вербата во овие млади луѓе,
стекната во процесот на подготовките за извршување на оваа задача. Освен него, поздравни говори до Скорпиите одржа и председателот на Република Македонија и врховен командант Ѓорѓе Иванов, министерот за одбрана Зоран Коњановски, како и командантот на контингентот ИСАФ мајор Хасан Ердоан. Свесен сум за личната жртва која секој од вас ја прави и ризикот што го презема во оваа мисија. Вашата безбедност е наша грижа и приоритет. Сакам да знаете дека додека извршувате вашата должност во Афганистан, ние извршуваме нашата должност тука во Македонија. Должност кон вашите семејства кои се денес тука со нас. Сакам да бидете сигурни дека вашите најмили се згрижени. Нашите мисли се со вас. Убеден сум дека успешно ќе извршите вашата задача. Сигурен сум дека, како и досега, македонскиот контингент ќе биде тим за пример. Тим со кој ќе се гордееме. Аманетот со кој да испраќаме со смелост да ја браните безбедноста и стабилноста, слободата и мирот. Храбро, со чисто срце, во заштита на недолжните од насилството. Ви благодарам и го посакувам успешна мисија. Да живее армијата на Република Македонија. Да живее Република Македонија. Таткото на современа Турција, Кемал Ататурк, рекол: човештвото е едно тело, а секоја нација е дел од тоа тело. Ние никогаш не смееме да речеме што е важно за мене ако некој дел од светот е болен и немоќен. Ако постои таква болест, мораме да размислиме за тоа, како нешто што и ние можеме да го добиеме. Токму во оваа смисла се состои и мировната мисија во Афганистан, односно нашето активно и исклучително значајно присуство во Афганистан. Не смееме да дозволиме најголемата болест на современото време, тероризмот, да продолжи да се шири. Велат, Афганистан е далеко од нас, што и навистина е така, но Афганистан може да биде и близко до нас. Затоа е формирана големата коалиција.